Не се враќаме со програмата назад во Слободен печат. Како што претходно најави мојата колешка Александра Вуксановиќ, денеска втор гостин во студиото е добро познатиот ваши наш аналитичар, соработник и професор, тоа е професорот Методи Хаџијанов. Професоре, добро утро и добро дојдовте уште еднаш во Слободен печат. Добро утро, добро ме најдов. Денеска емисијата некако ни проаѓа со такви гости, таков е концептот, се погодија случајност или не. Пред малку беше министерот за внатрешни работи овдека во студиото, веднаш после него сте вие, некако безбедноста повторно во фокусот на светските избиднувања, меѓутоа и на домашните. Имаме за многу теми да говориме, да направиме еден неделен пресек во меѓународната дипломатија и сигурносната сфера, па од каде би започнале? Најпрво би ве запрашал за она што е актуелно од светските медиуми. Тоа е посетата на Володимир Зеленски, украинскиот претседател на САД. Неговата причина за посетата таму беше, сите знаеме, новата транша на финансиска помош која што е побарува Украина од САД во однос на одговор на агресијата на Русија кон неговата земја, но вестите и она што го доби како повратна информации Зеленски од Вашингтон, поготово од републиканците и Сенатот, се не многу добри информации околу финансиите, имено од првичната помош која што Украина ја побаруваше од западните партнери, меѓу кои и САД, беше сума за поддршка на Украина околу 110 милиарди долари. Во текот на периодот што измина, оваа сума некако се намалуваше, не дознавме која е вистинската, па сега заврши негде околу 40 милиарди долари, иако и таа е условена од страна на републиканците. Што говори последната посета, што говорат овие информации за односите Киев-Украина и што може да очекуваме, каква поддршка од САД за Киев? Дејан, прво, накратко, зашто безбедноста е во фокус, мислам дека не е добро. Дај Боже да се други работи во фокус, меѓутоа светот е сега во една таква состојба во која што геополитиката е нешто без кое нема да можете. Доколку сакате иновации, доколку сакате економски раст, економски развој така натаму, без геополитика нема да можете да видите. И сега, зошто е битно ова? Ова е битно затоа што од ситуацијата во Украина ќе се решаваат многу работи и ќе зависи за тоа каква иднина ќе има и самата Европа. Ова посета околу средствата, не ви сакам многу да говорам сега, затоа што мислам дека ќе треба да се повторуваме од пред 7-8 месеци, кога веќе наговестивме дека како ќе се доближува времето до изборите, ќе се стега обрчот околу финансиската поддршка која што ќе се дава на Украина. Меѓутоа, овде има една прекрасна анализа во Вашингтон Пост излезе на неуспехот на контрафанзивата, во која што ретко како кога се признаваат недостатоците кои што всушност постојат во рамките на самата либерална демократија, кои што се празнини, кои што ги искористија предизвикувачите. Тема на која што исто така говоревме безброј пати во изминатите наши форуми. Зошто е битно ова? Ова е битно затоа што перспективата од тоа дали Украина ќе продолжи да дава отпор кон Русија зависи од таа помош. Го слушнавме и Антони Блинкен кој што како да очајно, како да ја загуби иницијативата, зборам за неговиот кабинет, односно целосниот кабинет на демократите, да ја загуби иницијативата за поддршката, за црпење поддршка на Украина. И се тоа сега се потврдува со една теза која што заговараме неколку месеци назад, а тоа е дека сите оние предизвикувачи на либералната демократија, кои што ќе успеат да истрајат против неа, успеваат да ги фатат на време, на факторот време, а тоа е дека јавното мнение во либералната демократија, сакате Западна Европа, сакате Америка, не е научено на долготрајност и на издржливост. Тие сакаат брзи решенија, брзи успеси, кои што се одраз на корпоративната политика. Тоа е и нешто што најверојатно ќе ја изеде либералната демократија. Тоа ја дигна, но и ќе ја изеде, бидејќи во услови на глобализација, либералната демократија најде начин како да ја прошири идеологијата преку отворени граници, преку економски раст и преку создавање на перцепција за посакувано општество. Фактите сега
бумерангот кој што се јавува заради неостварените тие очекувања и изгубената таа иницијатива, најверојатно сега ќе преовлада, ќе влијае на тоа да се појават разни десничарски движења и се повеќе и повеќе да се засилуваат, што ќе влијаат на инхибиција на таа моќ. Зошто е ова се овертира и зошто го кажам се тоа? Со цел да објаснам што ќе се случува во Украина, бидејќи сите тие десничарски движења не се благонаклонети како онаа идеологија на демократите, кои што ја гледат кооперативноста како механизам или како метод преку кој сакаат да го одржат светот. Тие за жал тоа десничарите се фокусираат на националните прашања, на затворени граници и на решавање на спорови преку од аспект на позиција на моќ, од аспект на позиција на сила. Тоа за нас помалите е малце погубно и тука ја гледам релевантноста за нас. Украина, иако е огромен гигант за многу европски држави, таа е џуџе за Русија во споредба со Русија и она што можеме да видиме е дека од овде може да се извлече јасна порака, а тоа е дека ако сами не почнете да вложувате во безбедноста, подпирањето или идејата на тоа дека некој друг секојаш ќе дојде да ве одбрани е малце наивно. Да не се разбереме лошо само, мора да кажам овде, тоа не значи дека ние сами ќе можеме да опстоиме. Сојузите ни се итекако потребни, меѓутоа во таа приказна за тоа да градиме сојузи, ние малце отидовме во една контра, сосема ултра, да кажеме, насока на тоа дека ние не треба ништо да правиме, дека се некој друг ќе не брани. Дали токму овие работи што ги наведовте Хаџијанев во однос на градењето на сојузите, односите помеѓу Западот и Украина се разнишени во периодов, имајќи во предвид дека де факто овие информации кои што доаѓаат од Вашингтон за кратење, односно за пролонгирање или стопирање на војната помош и финансиска за Украина, говорите дека има разнишување во западната поддршка кога станува збор Украина и колку влијаат оние сите негативни страни кои што се посочени од американските представници кога станува збор Украина. Говорам за корупцијата во редовите на владата, на избраните представници во Украина, говорам за војното профитерство за кое што меѓународни извештаи говорат дека оружјето кое што се донира на Украина, потоа по тајни канали завршувано од трети, четврти земји, па дури во Блискиот Исток, во моментов сега во Израел и колку овие работи кај што ги посочуваме изминатава година, сега им се гледа крајот, односно сега испливаат на површина. Нема би биле некоректни и нефер да кажеме дека овде нема вина и кај Западот, затоа што Западот го знаеше се тоа. Корупцијата не настана сега во Украина, корупцијата претходно постоеше. Една од претпоставките на Путин, и за тоа говоревме, ако се сеќавате, беше дека токму таа корупцијата и ќе биде главен инхибитор на поддршка на владата на Зеленски и дека населението едноставно ќе се предаде и ќе ги пречека русите како ослободители. Тоа не се оствари нели како така, бидејќи Западот успеа да направи еден инпут, добар инпут на импулс и на дури да создаде кохезивност. Сето тоа всушност гледаме дека сега е виртуелно затоа што не успеа да го потврдат, да ја потврдат она иницијална наративна кохезивност или која што кажа дека сите стојат зад Украина. Зошто? Затоа што очигледно свативме сега сите дека интересите кои што постојат, внимавајте, тие не се само државни интереси, туку тие се пред се корпорацијски интереси кои што владеат и управуваат, односно кои што имаат најголемиот збор во рамките на владите кои што сега постојат. И сега тука се јавува тој јас кој не можеме да ги разбереме, кога често пати во нашите простори се идентификува Западот. Мора да разбереме дека владите таму имаат ограниченост заради самиот либерален концепт на корпорациите кои што ги плаќаат, кои ги плаќа нивните кампањи, кои ги држи нив и во која корист ќе работат тие. Со оглед на тоа што Русија имаше една предпоставка, а тоа е дека ќе успее економски да го издржи целиот оној притисок кој што Западот мошне вешто го направи. На почетокот на војната, се извинувам што ве прекинувам, предикциите беа контра, дека Русија нема да може економски ни долготрајно да издржува. Не беа нашите предикции беа предупредувавме да внимаваме. Говорам за западните. Така е. Предикциите беа такви затоа што ако се сеќавате и тогаш говоревме дека целата претпоставка за овие санкции и успехот се гледаше низ призмата на либералниот концепт на supply and demand.
побарувањето и начинот на кој што всушност Русија функционира е сосема поинаков и тоа го објаснивме. И она што сега се случува е дека сите овие компании, кога треба да се жртвуваат и кога треба да го скратат профитот, а треба да дадат акцент на државотворноста, на националноста и така натаму, тие се себични сега и почнуваат да се пројавуваат одредени проблеми, притисоци врз владите. Владите се тие кои што треба да испорачаат поинаква политика. Што тоа говори кратко за периодот што следи? Следува зима, следува тешки временски услови на теренот. Мене ми е страв дека таа претпоставка не. Оно што јас сега го гледам по некои оперативни како се вика анализи кои што ги гледам на теренот, тоа се мора да кажам и од руски канали на како се вика на Телеграф, но и од западна проминенција. И морам да заклучам дека русите како да се спремаат во сериозна контраофанзива, во која што мислам дека нема да запрат со овие делови. Напротив, тие сега ќе сакаат да го искористат овој момент да зграпчат можеби уште повеќе. Се заканува да загубат Одеса, да се заканува да го загубат уште еден горен дел од територијата која што претходно беше загубена во пролетната контраофанзива. И на тој начин некаде дури постојат одредени индиции дека дури до 40% повеќе од ова што сега го имаат ке заземат русите, бидејќи тоа се нивните цели, оние примарни при верувате, убедени сте дека Русија покрај сите загуби економски, воени на теренот има сила ова да го спроведе што го говорите? Значи мислам да, затоа што она што ние го гледаме тие економски загуби и загуби кои што ги зборувате е само една шестина или една седмина од она што Русија го има како арсенал, како мок со толку војува, значи во овој како се вика во Украина. Не велам дека не е исцрпена, не велам дека не значи тоа, меѓутоа внимавајте, Русија преку нејзиниот начин на водење на економија. Дали тоа е преку организиран криминал, дали тоа е преку бајпасирање на санкциите и користење на лукративната алчност на либералните корпорации, успева да го зголеми производството и сега излева и оне фрапантен податок. Со други зборови да ја пренамени својата економија во воени цели за да има резерви, односно Русија за да може да истрае за жал за Европа, Русија го направи тоа многу порано и они брзо сватија дека ако немаат воена економија, ако не воведат воена економија, во тој случај ќе крахираат. И тие успеаа во тоа. Во воената економија, внимавајте, имаат либерте, карте бланш да работат многу работи кои што генерално во либералниот, според либералниот концепт се контрадикторни за водење на економија. Далеко тоа дека сме економски експерти, меѓутоа логиката говори дека во такви услови вие можете да ако спротивникот нема таков пристап, вие можете да дојдете во многу поповолна позиција, особено ако го корумпирате системот на кој што работи противникот. Тоа е да користите приватни фирми, корпорацијски, кои што се контролирани од државата, да се користите со организиран криминал, корупција и сето тоа. Проблеми кои што Украина очигледно се соочува во овој момент. Меѓутоа, покрај американската поддршка и резервираност во тој дел постои раздор, да кажеме, во солидарноста во Европа кога станува збор за Украина и незиниот евроинтеграцијски дел или период политики, како да ги наречеме. Еден од најголемите противници или, да кажеме, кочничари на придружување на Украина во НАТО, меѓутоа пред се во Европската Унија е унгарскиот премиер Виктор Орбан. Тој изминатиот период остро се спротивстава за било каква понатамошна европска помош и во финанси, меѓутоа и во воена опрема на Украина. Имено на средината на овој месец на Министерскиот совет за надворешни работи на Европската Унија треба и официјално се покани Украина за да биде кандидат членка, меѓутоа Орбан го најави она што го спроведа од другата страна на Атлантикот, републиканците, дека ќе го блокира овој пристап. Меѓу другото, Орбан наведува дека корупцијата, военото пројтерство и така натаму се проблеми кои што една членка кандидат за Европска Унија несомнено не смее да ги поседува. Доаѓа ли кратко во неколку реченици тежок вистински период за Украина кога станува збор дипломатијата, односите со Европа и поддршката и САД од една страна и Европа? За жал, сите изгледи, сите параметри говорат дека иде таков тежок период за Украина. Пак ќе кажам,
треба да ставиме на запирка, бидејќи не смееме да се посомневаме во моќта на, или да не ја забораваме моќта на западната дипломатија, која што знае да изненади и која што може да мобилизира и каква помош која што ќе анулира голем број од негативните фактори кои што ја водат Украина во таа бездна и можеби нема да донесе, да кажеме, очекувано сценарио онакво како што се посакува, но ќе изведи некако поповолна позиција. Затоа реков, значи треба да поставиме на запирка овде без да брзаме, бидејќи знаеме дека се уште западната, посебно американската дипломатија и како е силна. Сега околу Европа би посочил дека во 3-4 наврати минатата сезона говоревме за тоа дека Европа веќе има неколку брзини и дека постои една нова Европа која што се создава наспроти во лидерите како се вика Германија и Франција се појави она Европа која што е предводена од Полска и Балтичките земји кои што имаат радикално спротивни ставови во однос на прашањето на Украина и во однос на прашањето на Русија. Некои од западните медиуми веќе тој сојуз, односно противставењето на Словачка, Унгарија и така натаму земји од Европската унија го најавуваат и као проруски сојуз внатре во Можат они да го најавуваат како сакаат, меѓутоа таму постојат дилеми во кои што имате на пример силно изразени десничарски движења кои што се спротивни на оние на Макрон и на Шолц, меѓутоа се и антируски. И сега ние мора да бидеме отворени. Не зборам за словачкиот, овој како се вика премиер, но зборам за Полска, зборам за Финска, зборам за како се вика Италија, па и сега за Холандија. Значи се говориме за едни од главните земји во Европската унија и воено така, и економски, меѓутоа и дипломатски. И географски ако сакате, тие се на самата граница на унијата. Она што исто така се јави како сериозен проблем е повторно Германија сакаше да доминира во доменот на економијата и сакаше да да на некој начин да обезбеди или да избалансира преку пченицата, увозот на пченица, кој што ќе го уништеше полскиот земјоделец, но бугарскиот, романскиот исто така, со што Полска жестоко се спротивстави, бидејќи искрите помеѓу Полска и Германија сега излегува на виделина. И сето тоа всушност му оди како ветер во грб на Орбан. И ја би рекол дека Орбан е можеби гласноговорникот на нив, иако има голем број на други лидери кои што не се согласуваат со ова. Да не ги спомнувам сега лидерите на Шпанија, да не ги спомнувам лидерите на Италија, на Германија, пардон, на Португалија и така натаму, кои што во дадениот момент се доста конзервативни и кјута. Или да не ви ги спомнам лидерите во Грција, значи за кои што всушност нивни бродови беа снимени во сторија која што беше објавена како всушност ја шверцуваат руската нафта и како ги заобиколуваат европските санкции. Така да сето ова говори уште еднаш или апел до тоа дека ако сами не си ги засукате ракавите и да си обезбедите место поповолно во сојузот во кој што сакате да ги мултиплицирате ефектите, никој друг нема да дојде да ви помогне. Работеш ли доволно Украина кога станува збор градење на сојузите или пак овие пукнатини кои што ги зборевме внатре и во редовите на војската и во властите и политичарите во Украина преку корупцијата ги напукна? Да не се лажеме, Украина по многу параметри кои што се мерат, нели, има елементи на авторитарност. Таму слободата на медиумите е ограничена, имате многу сличен систем на авторитарност. Меѓутоа, да не се лажеме и тоа дека во вакви времиња се покажува дека таквата цврста политика води и може да ја однесе земјата во одреден прогрес, бидејќи сите овие сили на либерално функционирање, кога сте инфериорен, кога имате потреба од водење на воена економија и така натаму, може да бидат контрапродуктивни, без разлика сега дали ќе ми се наутат сите оние борци за слобода и права, пак ќе потенцирам точно дека по многу параметри Украина не наликува на либерална демократија, но е точно дека сите овие како се вика политики се покажуваат како кобни или како деструктивни за влијат негативно на капацитетите да се избави државата во едни вакви моменти. И ова мора да го кажам, колку и да се лутат сите проевропски настроени, овој како се вика протагонисти во државата, мора да признаеме Виктор Орбан не прави ништо друго, тој само ја балканизира Европа, односно го користи балканскиот синдром, она што се случува на Македонија, а тоа е да уцените за лични интереси или личниот рифт кој што сака да го има, дали апропо санкциите кои што му беа ставени, дали апропо проблемите кои што сака да ги добие за малцинските права на унгарците во како се вика во
во Украина, дали за решенија во друга билатерални нели негови односи, тој сака сега да ги поентира и да ги искористи. Што ќе се согласите дека можеби е во позиција тоа да го стори? Не, апсолутно он ги користи сите тие моменти. Дали тоа ќе му се удри од глава или не, ќе видиме овој ризик кој што го има преземено, меѓутоа со овој ризик он ја држи државата кохезивно и паралелно со Романија, ако гледате сега, кои што во услови градат поинаков фокус, а тоа е енергетска стабилност и да кажеме одржливост, ќе може да му биде и tekako битен аргумент кој ќе седне на маса да преговара за било што. Така. Хаџинев, кога станува збор за поддршката, можеме да се префрлиме и на други актуелности кои што го задираат светската безбедност. Говориме за конфликтот во Израел и помеѓу Израел и Хамас. Поддршката и таму некако да бледне, односно се повеќе од американските партнери, односно американската администрација Израел добива пораки кои што велат дека поддршката околу воената операција се намалува и дека тоа е резултат поради на неселективното бирање на воени цели кои што Израел го прави во самата Газа. Прашањето ми е дали дипломатската војна и поддршката сега ја добива Хамас? Дејан, ако се сеќавате, ние уште на почетокот на оваа сезона, првото што го кажавме е дека се случија две работи. Прво, дека Израел загуби иницијалната информацијска кампања. Второ, дека начинот на кој што ги практикува операциите се надвор од дозволеното, надвор од меѓународното право. САД, за жал, со гласањето против или ставање вето на оваа резолуција, малтенеа го нахрани наративот на Путин, со што всушност најверојатно има пресметан ризик, меѓутоа се единствени, дури и Велика Британија беше воздржана за тоа. И најверојатно сега можеби, не велам дека ќе се случи, ама ако избуткаат русите и кинезите сценарио како резолуција Обединети за мир, можно е да Генералното собрание го бајпасира Советот за безбедност и да лансира мисија посебна во кој што Израел во тој случај ќе се јави во сериозен проблем, бидејќи Израел толку многу арогантно се однесува, што ги негира и сите, значи, мислам дека малце отидово една крајност. Го разбирам поривот, ја разбирам нели гневот кој што го имаат и така натаму затоа што им се случи на 7 октомври, не го оправдувам тоа никако. Меѓутоа начинот на кој што сега го гледаме сето тоа е некако премногу егоистичен и премногу игнорантски во однос на целата една политика на Обединетите нации. Не тврдам дека нивните аргументи за тоа дека нема корупција во Обединетите нации, дека не постојат манипулации и така натаму дека не се исправни до некаде, меѓутоа начинот на кој што они пред светот се представуваат како шерифи и како за нив дека не важи меѓународното право. САД со тоа што ги поддржуваат прават голема жртва, меѓутоа ако се сеќавате пред 2 седмици ја го потенцирав и го подлеков Остин Лојд, секретарот за одбрана, кој што предупреди дека и така стигаат сега пораките, најпрво ќе дојде преку одбраната, па ќе дојде сега председателот и најверојатно ќе прекине таа, бидејќи САД ќе видат ќе си ги врзат рацете затоа што ова е контрапродуктивно на оно што го проповедаат во Европа и во однос на војната во Украина. Сето тоа е бледа копија индиго на оно што се случува во Украина, апропо Русија и Украина. Ако е тоа така, во тој случај сега еден куп овој како се вика дезинформатори, еден куп тролови ќе сакаат да капитализираат на сето ова со цел да го направат, да го зајакнат аргументот за двојните стандарди кои што се нудат од страна на западната цивилизација и кои што всушност нели секогаш се прикажуваат онака како што изгледа на или одговара на контентот, односно на содржината кој што сакаат да имаат. Не тврдам дека тоа е така, меѓутоа она што сакам да го потенцирам е дека во услови на отворени медиуми, во услови кога содржината во дигитализацијата не можат само државите да ја диктираат, не можат ниту мас медиумите кои што работат за одредена содржина или имаат одредена идеологија, туку одредени подкасти, одредени профили, па TikTok, експлозијата на TikTok и така натаму, експлозијата сега на Twitter со отворањето, на можноста за тоа да видиме дека навистина постоела цензура и тоа либерална цензура, сакал некој да го признае или не, само по себе говори дека сушност ја подкопува сите столбови за идејата за тоа дека навистина постои некаква си универзална слобода.
Кога станува збор универзалната слобода, како можеме да го искоментираме и оваа вчерашна одлука, неоврзувачка резолуција за Блискиот Исток на Обединените нации во однос на тоа дека 153 земји членки бара прекин на огнот, итен прекин на огнот. Тоа го споменав, ако се сеќавате. Тоа е опасноста дека во Обединетите нации постои еден преседан во кој Генералното собрание на Синај ја има лансирано резолуцијата Обединети за мир, која што исто така не била обврзувачка, меѓутоа од неа потекнала мировна операција во која учествувала и Југославија тогашно, и тоа е првата мировна мисија во која учествувале и македонски војници, офицери. Чисто така сега да го кажем, значи не почнавме од 2003 или 2001 година, кој што се вели, него многу понапред имаме учество во такви мировни операции. И тоа ми е стравот, и ако се сеќавате, тоа го реков, ако кинезите и русите го избуткаат сега и го подкопаат, односно го заобиколат Советот за безбедност, во тој случај ќе одземат еден битен сегмент на кој што се потпира се уште и руската, кинеската, но и американската и британската, овој како се вика, доминација на Советот за безбедност. Слабостите очигледно се повеќе и повеќе во светскиот храм на дипломатијата, Обединените нации, меѓутоа тоа е, ајде да кажеме, тема за цела емисија на која што ќе можеме да говориме, и се надевам и дека ќе начнеме оваа тема во некој од вашите следни гостувања. Одека некаде ќе го завршам разговорот за денеска. Ќе ви се заблагодарам уште еднашка за вашето гостување во Слободен печат, а на нашите гледачи им препорачувам да останат со програмата, утринската програма на Слободен печат. Продолжуваме веднаш по рекламите и краткиот џингл.